знам по кој пат ќе се повторам од оваа говорница, кога кажувам дека во 21. век ние фалиме училишта дека биле способни да имаат сапун за раце, дека биле способни да имаат средства за дезинфекција, средства за чистење и фалиме она што сушност е должност на сите менаџери на училишта. Значи, на вистина, тука не можам да слушам како фалите нешто што е нормална појава. Меѓутоа, како и секогаш, така и сега ќе кажам, ние одамна не сме нормална општина, па затоа може би имањето на сапун за вас е некој големо достигнување. Слушав колешките од локалната власт што има да кажат и на вистина си продолжуваат да терат со оно што го терат 11 години, односно 4 години, кога тие тука се советници. Колешката запраша дали било грех да не се кажувало колку биле одговорни и успешни менаџери. Вистина е грех да не кажуваме, бидејќи некои од нив им е забрането да дојдат на комисија. Некои од нив кога ќе дојдат на комисија ни кажуваат дека ако треба од собствени средства ќе купат она што треба за училиштето, а некои па од нив ни кажаат дека повеќе од 6 години ни еден ден нема блокирана сметка. Јас на вистина не знам колку време ќе ни треба да ги вратим на овие изместени критериуми на нормално функционирање, бидејќи ништо од ова не е нормално. Менаџерот поставен по училиштето не е нормално да бара собствени средства да дава за да купи сапун во училиштето и ние тоа да го третираме како голема заслуга на менаџерот. Не е тоа нормално. Не е нормално денес овде да ни кажуваат колегите советници дека не можело нормално, не можело на сметка да се платат тие 100 денари кога биле блокирани сметките. Значи и тоа е нормално. Јас не можам да разберам кога нешто за вас ќе биде незаконско и ненормално. Не можам да разберам. Секоја чест на некои од директорите кои дојдоа на комисија и кои онолку колку што можат да кажат колку се блокирани и како се блокирани. И на вистина за нив имам голем респект, бидејќи она што се случува во училиштето си го признам. Споменувавте црни бројки. Точно е, колешке, овие црни бројки срамота е да не се објават. Меѓутоа, јас не сум сигурна, исто како колегата Касапов претходно кој кажа дека овие бројки се точни и крајни точни. Например, имате блокирано училиште Крсте Петков Мисрко. 6 милиона. Училиште Климент Охридски. 4 милиона. Гоце Делчев. 6 милиони. Има нешто нормално во ова што секој наредно што ќе го вадам има милиони во позадина. Александар Турунчев, 6 милиони. Даме Грубев, 5 милиони. Коле Ганенци, 10 милиони. Трифун Бановски, 3,5 милиони. Елпида Караманди, 7,3 милиони. Таки Даскалот, 8 милиони. Јован Калаус или медицинско, 17 милиони. Ова се бројки кои ни ги кажаат директорите на некои училишта кои беа присутни, а некои ни ги кажаат ръководителите. Колку се точно искрено не знам, нема да ме зачуди доколку истите се многу повисоки. Она што мене ме чуди е како може се уште некои од директорите да ставаат подпис на сесиите, кога знаат дека тоа е кривично дело, како можат се уште да тврдат дека функционираат училиштата,
кога и самите се свесни дека тоа не е така, и како можат тивко и мирно да ги исполнуваат сите барања на ВМРО, ДПМН и Талески. За крај, нема да разговарам овде за екстерно или за она што веќе со месеци го слушаме како се прекупувате тука за централна политика. Сакам да прашам една работа. Дали некој размислувал дека професионализмот во образованието го уништите? Дали е некој свесен дека апсолутно нема професионално работење во областта на образованието? Нема професионалност заради тоа што луѓето кои се во струка, наставници и професори не ја работат работата за која училе, да ја завргаат партиска кампања. И уште еднаш ми е многу жал што на ова рече е донесено образованието, меѓутоа морам да кажам дека секој треба да понеси одговорност за се она што прави. И ќе ве замолам, бидејќи живееме во едно време кога во моментот имаме различна власт, централна и локална, ако може на вработените во училиштата да не се однесуваат дека оние кои се спротивно во размислувањата од вас, да не се однесувате на таков лош начин, бидејќи не сме ние демократско општество и секој има право на размислување. Ви благодарам.